Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е директорката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, госпоѓата Билјана Јовановска. Госпоѓа Јовановска, одржливоста на пензискиот фонд е континуиран проблем со години наназад. Во каква кондиција е во моментов фондот? Оно што во неколку наврати сум го кажала, сакам да го повторам и сега, дека пензионерите може да бидат сосема спокојни. Пензискиот фонд е во стабилна состојба, пензиите, како и досега, ќе се продолжат со тековна, редовна, навремена исплата, а имајќи во предвид дека на корона кризата владата донесе одлука, пензиите се уште ги исплаќаме и пред време, односно еве и сега на крајот на месецот ќе бидат исплатени јулските пензии. Во делот на планираните приходи и расходи се одвива онака како што беше предвидено, како што беше планирано. Во првите 5 месеци приходите остварени во споредба со првите 5 месеци во 2020 година се зголемени за 6,5%. А во делот на она што беше планирано за првите 5 месеци имаме зголемување за 2%. Што значи, овие показатели упатуваат дека пензискиот фонд е стабилен, пензиите ќе се исплаќаат навремено, редовно и нема никаков проблем во врска со одржливоста на буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Колку изнесува буџетската дупка во пензискиот фонд и во кој процент е тој зависен од централниот буџет? Во делот на трансферот на буџетски средства од централниот буџет кон буџетот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, споредбено со изминатите години имаме намалување. Ако во 2017 година бил 43%, 2018 42%, сега трансферот е околу 38%. Што значи, иако имаме трансфер и зависност од централниот буџет, ние сепак во годиниве покажуваме намалување на трансферот. Како последица на кризата од COVID-19, голем број работници останаа без работа изминатава година. Како тоа ќе се одрази на стабилноста на фондот? Како што кажав, согласно планираното и согласно податоците споредени со 2020 година и во бројот на осигуреници и во буџетски средства како наплата на придонес по основ на пензиско инвалидско осигурување се движиме во нагорна линија. Во 2020 година или сега ние знаеме дека во одредени дејности има отпуштања, но многу има дејности кои што имаат потреба од вработување. Па знаете како е тоа на пазарот на труд, некој баланс се постигнува. Одредени дејности имаат проблем, можеби се затвараат, го намалуваат бројот на вработени, но знаеме дека имаше дејности кои што го зголемија потребата од вработување на нови луѓе, бидејќи имаше ја зголемија и својот профит, обемот на работење, бидејќи некои дејности тоа го бараа, меѓутоа некои се адаптираа и се прилагодија, односно ја сменија својата основна дејност. Но во моментов и бројот на, според податоците на фондот, и бројот на осигуреници е зголемен во споредба со истиот период 2020 година, исто така и приходот по основ на придонес за пензиско инвалидско осигурување е зголемен, како што кажав, за некаде 6,5% во споредба со првите 5 месеци 21 со 5 месеци 20 година. Што треба граѓаните да направат за да бидат сигурни дека ќе добијат решение за пензија, особено ако недостасуваат такви податоци во фондот или доколку фирмата не плаќала придонеси и во меѓувреме престанала да постои така натаму, дали електронски тоа може да се направи за да се избегне одењето по шалтери? Многу едноставна е постапката за секој граѓанин да може да го утврди својот стаж согласно листата од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Значи, на шалтерите во сите подрачни единици на Фондот за пензиско и инвалидско веднаш се вади листинг. Во истиот момент, доколку обврзникот, граѓанинот утврди дека
нешто не му е регулирано, не му е впишано, веднаш може да се јави во матичната служба кај матичарите, кои што системски ќе проверат што е тоа што му недостасува и зошто тоа не е упишано. Заеднички ќе отпочнат постапка за утврдување на стажот, односно за лоцирање на средствата доколку е платен придонесот. Податоците ќе се обезбедат од кај работодавачот, доколку е во стечај од кај стечајниот управник, доколку е ликвидирана или стечајот е затворен преку архивот и подрачните единици на архивот на Република Северна Македонија, и тој стаж подоцна ќе се впише и ќе се регулира. Јас ги охрабрувам граѓаните тоа да го направат не дента кога ќе го остварат правото, односно ќе наполнат години возраст и ќе поднесат барање за остварување на право, него тоа може да го направат низ годините пред да се стекнат со поднесување, на остварување на правото, односно се уште додека се во работен однос. Исто така, листингот за стаж тие можат да го извадат преку нашиот веб портал, но може да го извадат и преку националниот портал услуги.gov.mk, каде што, како и за останатите институции, така и за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, има простор каде што се закачени документи кои што може граѓанинот да ги добие, да ги симне, да ги види, меѓу кои е и самиот листинг каде што е впишан неговиот стаж. Законот за задолжително пензионирање е веќе донесен и покрај тоа што неколку години наназад постојано се дебатираше за потребата од зголемување на старосната граница за пензионирање, остана тоа да биде на 64 години. Зошто, госпоѓа Јовановска, е добар ваквиот закон и како реагирате на коментарите и на некои од критиките дека се работи за дискриминирачки закон, затоа што само одредени области, односно луѓе кои работат во науката и во здравството, ќе можат да го продолжат својот работен век, а не и другите? Согласно измените, жените може да се пензионираат, односно границата на возраст за пензионирање е 64 години, со тоа што жената го задржува правото доколку сака, согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, да се пензионира и на 62 години. Во делот на дефицитарните занимања, значи анализите на пазарот покажале дека тоа се дефицитарни занимања и за тие работни места е потребен поинаков пристап, и од тие причини е одлучено, претпоставувам, анализите се на надлежните институции дека е потребно да се дозволи работодавачот и работникот во областа на образованието и на здравството да се договорат доколку има потреба да остане работникот во работен однос до 67 години. Во секој случај, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување е подготвен, бидејќи и досега не беше задолжително пензионирање на 67 години. Напротив, согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување и досега можеа граѓаните да се пензионираат на 64 години, односно жените го користеа правото да се пензионираат на 62 години. Оние граѓани, односно вработени, кои што до крајот на август ќе си поднесат барање за продолжување на вработувањето, тоа право ќе го искористат до јуни 2022 година. Исплата на пензии на починати лица, недостиг на информации за стаж, слабости во чувањето и архивирањето на податоците, недостиг на кадровски капацитети. Ова се само дел од забелешките во ревизорскиот извештај за Фондот за пензиско и инвалидско. Што вие превзимате за да ги на некој начин отфрлите или за да ги поправите ваквите пропусти во работењето на институцијата со која што раководите? Во делот на исплата на пензии на починати лица не се мисли дека ние на починати лица знаеме дека се починати па исплаќаме пензии, туку напротив, ние сме должни за да го прекинеме оствареното право и да престанеме со исплата на пензии, ние треба да добиеме податок од надлежната институција, односно од УВМК, дека одредено лице е починато. Ние веднаш штом го добиеме тој податок, престануваме со исплата на пензијата. Но имајќи во предвид дека постои друга законска регулатива, каде што граѓаните можат своето блиско починато лице да го пријават како починато дури во рок од 30 дена,
Значи, оној период од 15, 10, 20 дена, значи предпоставка ако починало лицето, ние сме исплатиле пензија на 25. Лицето починало следниот месец на 20. Но ние не добиваме информација, бидејќи граѓанинот го користи правото да го пријави како починато во рок од 30 дена и го пријави еве 29-тиот ден. Веќе ние за тој простор, временски период, може да направиме исплата, бидејќи ниту семејството дојавило дека е починато лицето, а ниту сме добиле податок од УВМК. Со раководството на УВМК веќе договоривме одредени начини на размена на податоци, но сепак ќе треба да има можеби и законски измени, каде што на друг начин ќе се дојавува смртта на одредено лице пензионер, за да не се прави исплата кон починато лице. Кога дојдовте на оваа позиција, најавивте формирање на повеќе комисии кои што ќе оценуваат работната способност за остварување на право на инвалидска пензија. Дали почнаа со работа овие комисии и дали се тие гаранција дека во иднина нема да има злоупотреби со остварувањето на инвалидските пензии како што имаше во минатото? Со моето доаѓање затекнавме над 2000 предмети за за работа во инвалидските комисии, значи и пристапивме кон анализа како да го надминеме тој проблем. Со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, со соработка и на Министерството за финансии, беа одобрени финансиски средства за ангажирање лекари, пензионери со договор на дело. Формиравме повеќе комисии и јас со гордост сакам да им се заблагодарам на колегите од комисиите за инвалидски пензии. Ние веќе ги работиме барањата тековно, месец за месец, односно веќе сме во рамките на оние законски рокови од 30 дена па и помалку. Секој позитивен предмет, решен позитивно, оди на второстепена ревизиона комисија. Значи, ревизионата комисија лекарска која што е формирана од страна на Министерството и се наоѓа во Министерството, ги проверува сите дадени наоди за утврдување или неутврдување на способност или неспособност на работа кај подносителите на барањето. И тука не може да има злоупотреба, бидејќи станува збор за наод и мислење од лекарска комисија првостепена и ревизиона. А веќе после тоа имаме и второстепена комисија за работни односи по жалба која што работи, а би сакала да кажам дека комисиите работат и на врз основа на медицинската документација на лицето, така да не може наодот и мислењето да се разликува драстично од наодите и мислењата на лекарската документација. Госпоѓо Јовановска, ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следна средба ви закажувам за една недела.